Нерешени мистерии. 1. Мистериозното исчезнување на Стивен Кубачки и неговото чудно повторно појавување 15 месеци подоцна. Во тоа време случајот беше голема вест. Времето минуваше и приказната си зеде свој замав, предизвикувајќи десетици теории на заговор кои се движат од киднапирање од вонземјани до мистериозниот триаголник во Мичиген и до божествена интервенција. Ова е вистинска случка. Исчезна во воздух еден од најчудните случаи на исчезнати лица што некогаш биле забележани во Америка. Е оној на Стивен Кубачки. Стивен Кубачки исчезнал 15 месеци без трага. Потоа се тврди дека се разбудил на поле облечен во чудна облека без сеќавање на претходните 15 месеци. Во февруари 1978 година, тогашен студент во тоа време учејќи германски исчезна во областа Мичиген, Америка, во областа позната како триаголник на езерото Мичиген. Тој се протега од Манитовок, Висконсин до Лундингтон, Мичиген и на југ до пристаништето Бентон. Триаголникот е причина за бројни мистериозни настани, почнувајќи од 1891 година, кога капетанот по име Томас Хјум тргнал низ езерото Мичиген да плови. Хјум исчезна заедно со неговиот екипаж од 7 морнари. Никаква трага од чамецот никогаш не била пронајдена. Пред да исчезне Стивен, рече дека ќе оди на скијање. Тој бил пријавен за исчезнат од неговото загрижено семејство еден ден откако требало да се врати од патувањето. Откако исчезна, тимовите за пребарување извидуваа областа во која се знаеше дека се упатил таму и ги нашле неговите скии и неговите стапови на плажата на езерото Мичиген и стапалки на мразот што водат до езерото. Додека го барала спасувачката екипа, ја прелетала областа и било објавено дека неговите стапала завршувале на работ на мразот. Мразот не бил скршен, а со пребарувањето на областа не откриле што точно се случило со Стивен. Подоцна истиот ден го пронашле неговиот ранец во истата област. Ниту еден друг доказ или знак за Стивен не можеше да се најде. Се чинеше дека тој како да исчезнал во воздухот. Потоа следи 15 месеца подоцна, враќањето. На 5 мај 1979 година, 15 месеци подоцна, Стивен отишол до вратата на неговиот татко, задзвонил и бил изненаден кога открил дека толку долго време го немало. Стивен му рекол на својот татко дека не се сеќава што се случило и каде бил сето тоа време. Стивен се разбудил во Питсфилд, 64 км од куќата на неговиот татко, лежејќи на ливадата облечен во облека што не била негова и до него имало торбичка со мапи кои не биле негови. Онаму каде што се разбудил било на 1126 км од езерото Мичиген. По 1983 година Стивен магистрирал лингвистика и докторирал по клиничка психологија. А исто така за исчезнувањето во езерото Мичиген и исчезнувањето на северозападниот лед 2501. Еден од најмистериозните случаи над езерото Мичиген се случил во 1950 година, кога летот 2501 на Northwest Airlines, кој превезувал 58 луѓе, исчезнал над езерото Мичиген. Авионот никогаш не бил пронајден. Во тоа време тоа беше најсмртоносната комерцијална авионска несреќа во американската историја. До ден денес остатоци од авионот не се пронајдени, а причината за падот останува непозната. А околу 2 часа по последната комуникација со летот 2501, двајца полицајци пријавиле дека виделе чудно црвено светло кое лебди над езерото Мичиген и исчезнало после 10 минути, што натера многу луѓе да веруваат дека се виновни НЛО и вонземјаните со нивната илјадници години понапредна технологија од нашата. 2. Книгата за тајната на ѓаволите. Врз основа на фактот дека така наречениот Гранд Гримуар постои, тоа е книга наречена и Црвениот змеј и Евангелие на сатаната. Книгата е вистинска затоа што Римокатоличката црква официјално тврди дека е во нејзина сопственост, но никогаш не дозволила јавноста да ја погледне. Факт е дека откриене во Ерусалим во 1750 година во гробот на Соломон напишан на библиско-хебрејски или арамејски. Ракописот не е датиран во поранешно време од ова, или пак црквата не кажала, но на самата книга е испишан датумот од 1522 година. Теоретичарите тврдат дека бил копиран во таа година од ракописот
напишан во 1200 години од нашата ера или порано. Најраниот познат доказ за тоа доаѓа од делата на еден Хонори од Теба, можеби бил папата Хонори III од 1148 до 1227 година. Се верува дека Хонори од Теба напишал нешто што сега се нарекува заколната книга на Хонориус, од која потекнува големиот гримуар, или што е всушност самиот голем гримуар. Теоријата тврди дека Хонориус бил и самиот Сатана или обседнат од Сатаната заради пишување на книгата. Содржи инструкции за повикување на Сатаната во секое време на кое било место на земјата за разни подмолни намери. Зборот гримуар означува учебник за магија. Секаква магија без разлика дали е добра или лоша. Голем дел од така наречените копии се во оптек низ светот, но ниту едно од нив, тврди теоријата на заговор, не ги содржи вистинските зборови за вистинскиот гримуар. Таа е многу популарна во вуду културата на Хаити, а пак тамошните практичари тврдат дека ја користат книгата цело време. Теоретичарите тврдат дека Гранд Гримуар сам по себе е надприроден, по тоа што е отпорен на горење, не може да биде исечен, прободен, продупчен, скинат или на кој било друг начин оштетен или уништен. Тоа е единствената книга со знаење како да се повика лично Сатаната, со прецизен ритуал што треба да се изврши, а покрај ова може да се повика и кој било именуван демон. И Пазузу од Екзорцистот е помеѓу нив, напишан од Сатаната, тој детално го прикажува и ги прикажува доказите за разни надприродни чуда на Библијата, прецизните локации на библиските реликви, па дури и ги содржи сатановите лични скици на лицата на Јуда Искариот и Исус Христос. Бидејќи е во собственост на католичката црква, теоријата продолжува да тврди дека секој папа започнува како човек, а потоа станува обседнат од Сатаната, откако ќе биде избран. Па каде е гримуар? Можете да погодите во тајните архиви на Ватикан. Ви благодарам за вашето одвоено време и доколку ви се допаѓаат вакви или слични теми, пишете во коментар.